Каква е сега ситуацијата кај иматичните лекари со оглед на тоа дека беше блокиран системот и нели имаше застој во работењето и во издавањето на електронските рецепти и во упатите? Каква е ситуацијата? Па во моментов е смирена, значи сите се вративме по старо да работиме, така да во моментов секој доктор печати има, издава и печатен рецепт и електронски рецепт, онако што се договоривме со министерот е да се оди град по град, каде што би се сублимирале сите технички проблеми во секој град, ќе се почне прво од помалите градови, заедно со координаторите на Сдруженијето на приватни лекари, ќе даваат поддршка од сите страни кои што може да ја дадат, се со една единствена цел да овој проект кој што ќе нуди бенефити за сите граѓани на Република Македонија успее и го направиме што поуспешен да биде. Ќе се работи ли на надградување на софтверот, на системот, бидејќи нели доаѓа до оптеретување? Па ние како матични лекари побаравме, значи да може сето тоа многу побрзо да функционира, значи реакцијата на нашите пациенти да чекаат многу време додека рецептот да добие да генерира бројче, така да нашите барања кои што беа упатени до службите кои што го изработуваат IT, значи овој софтверски проект е да се зголеми RAM меморијата, процесорите, значи сето тоа си работат стручните служби со кои што би се допринело пациентите брзо да го добијат тој електронски рецепт. Имаше ли проблем во Министерството за здравство кога побаравте да има одложување на овој проект? Не, значи ние сме благодарни затоа и до министерот и до целиот кабинет на Министерството за здравство заради тоа што сите наши моменти кои што ги упативме и писмено и усно беа услишани и значи моментот кога кажавме дека ситуацијата на вистина за да биде поквалитетна и проектот да биде поуспешен дека мора да се вратиме по старо, во моментот од страна на Министерство добивме позитивен одговор и нормално се нормализира сета работа. Бидејќи сепак ние сме тие кои што практицираме и сме на терен и сметам ако сите заедно испаднеме фонд, доктори и Министерство за здравство, теренот го изработиме град по град, мислам дека на крајот ќе добиеме квалитетен производ. Немаше ли тест период за да се види каква е ситуацијата? За да не дојде до ваков куршлус? Па гледате, значи кога се тестира на помала, на одредена амбуланта или било што, нормално нивните претпоставки биле дека сето ова ќе го издржи, но дури сега се уведе колкав е обемот на работа кај матичните доктори. Знаете колкав е притисокот кога 1000 доктори во една секунда се куцаат голем број на рецепти, во исто време 1000 аптекари издаваат рецепти и сето тоа го оптерети системот. Значи нашиот предлог беше да се направат повеќе стрес такви тестирања на целокупниот систем и додиме чекор по чекор за на крајот на вистина добиеме квалитетен производ.